Добредовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Најпрво честит 1 мај, денот на работникот. Имам чест денеска мој гостин да биде амбасадорот Ристо Никовски. Добре дојдовте. Поро нашол. Амбасадоре, варата на Ковачевски груби или на груби Ковачевски поверојатно. Поточно. Така им го честиташе 1 мај денот на работникот со 60 часовно работно време, така. Видите, се случуваат работи кои човек да не е тука и да не е присутен, ќе речи, ајде, некој измислува, не е можно. Тоа е еден од тие случувања, настани кои во последно време не преокупираат со право, бидејќи, велам, тенденции се во тек кои водат во уништување на македонскиот народ, во уништување на неговата држава и за живо чудо сите молчат. Иначе, кога зборувате за таа 60 часовна неделна работна недела, видите, тука има некои недоречености, затоа што во нашиот, колку што јас знам, не сум експерт за тие работи, во Законот за работни односи има дозволено 8 часови прекувремено работење во текот на неделата, значи ако е 40, како што е нормална така работна недела, 8 сати. И сега не треба се менува Законот за работна недела, треба се даде само поширок простор за прекувремена работа. И самиот чин дека носителот на проектот бара такво нешто, покажува дека е тоа целосно игнорирање на законите во оваа држава, бидејќи тој и така, ако се промени само тој дел, дека место 8 да има 20 сати плюс работна можност, тој ќе потпишува такви договори со вработените, разбирате, дека ќе прифаќа да работи прекувремено. А ова значи дека, како што го поставуваат, значи ќе биде императив. Сакаш да работиш 60 сати, што е де факто диктатура, што е неприфатливо. Мислам, сето е изместено, ништо не е ставено во една нормална рамка и на крај некој од овие мисли дека Владимир Божиновски рече, абе ова е неверојатно, вели, во цел свет носителот на проектот поставува услови, а кај нас е обратно. Тој што го зема проектот, што ја работи и поставува се на државата. Тоа се покажува дека каква држава сме, какви договори правиме и во која насока се движиме. Во контекст на тоа, се обврзаа да направат да може да биде 6 часовна работна недела, а доколку не, ќе плаќаат, односно ќе плаќаме, не плаќаат тие, ние, граѓаните, нели, народот ќе го плати ова, плаќаме пенали. Се уште не започнат, буквално темелче не е ставено ништо, 330 милиони евра, тоа не се ситни пари, не се 330. Добро, што е тоа за да Македонија 300 што милиони евра? Што знае што е милион, да. Кој знае што се, како децата 300 милиони евра. Видите, подготвувај се за оваа емисија, чепкав по интернет и најинтересен е проектот на Бехтел и Јенка во Романија. Договорен е во 2004 година, се работи за 430 километри, цена 2,2 милиарди евра. После 10 години, во 2013 година, завршени се 52 километри, а платени се 1,470 милиони евра, најголем дел како пенали. Тоа значи дека тие 52 километра што ги направиле Бехтел и Јенка за 10 години чинат 30 милиони по километар пат, разбирате. А кога тогаш го раскина договорот Романија и направи делница од 60 километри, почна и разби целата траса, разбирате, имаше други контрактори. 60 километра, некој нов изведувач ги изведе за 180 милиони евра, 3 милиони по еден километар. Тоа покажува, разбирате, што е во случајов. И се една друга работа која никој не ја спомнува, јас ја велам од тоа чепкање по интернет, најдов дека министеров за транспорт нашиот, заедно со Рустеми, директорот на предпријатието за државни патишта, на 15 март изјавиле дека цените кои се дадени од 1,3 милиарда се почетни цени. Так. Ке се направиле елаборати
и ќе се направила проектна документација, врз основа на која ќе се одлучи која е цената. И уште еден друг факт, разбирате, неспорен, Енка и Бехтел ги правеа патиштата од милјот во Албанија до албанската граница со Косово, од албанската граница на Косово и Албанија до Приштина и до нашата граница. Не, уствари, нашата граница не е влежена во тоа. Тие два правци, од милјот во Албанија до Приштина, требало да коштаат околу 880 милиони евра, преку 2 милиона чине. 2,2 мислам, да. Преку 2 милиарди, значи тоа не е двојно, повеќе, значи ова нашто ни се мести сега, што ни се прави, не може да заврши на 1.300.000, а тоа не е 1.300.000, значи тука има околу 300 милиони има за, нели така, за експроприација и вела дека системот на проектирање не е вклучен во тие цени. Значи тоа ќе нарасте на 3 милиарди, веројатно најмалку, а можда и повеќе. Што мислите, што е во позадина на целата оваа приказка? Што се крие за овој тотално нелогичен и катастрофален договор за Македонија, особено како што нели кажавте и вие, страната која што треба да контролира се, е всушност сега страната која што скока како мало дете околу фирмата која што треба да биде контролираната. Малку премногу нелогичности во целата приказка. Што мислите дека се крие за тоа? Некој веќе договорил, да не речам, рушвет со фирмата или пак на заминување кое што ќе биде без меко атерирање, како што гледам според анкетите, односно ќе траснат јако од власт, се подготвуваат покажувајќи дека нели тие може да направат се, дека нема проблем за да останат да прават и други работи што не треба. Една класика која што ни се случува веќе 6 години. Видите, многу добро прашање. Позадината на ангажирањето на Бехтел и Енка на Косово беше резултат на Весли Кларк и Медлин Олбрайт. Двата главни кои имаат историски заслуги заедно со Бил Клинтон, председателот, за отцепувањето на Косово и бомбардирањето на Белград. Веднаш кога заврши таа епопеја, тие дојдоа на Косово. Немам евиденција, али читав на времето, паметам дека добија дали во телекомите некој учество, концесии, дали во рудници, велам добија, али главната награда беше Бехтел и Енка, велам од некаде 850 милиони на преку 2 милиарди. Тоа е огромна сума, разбирате. А да не забораваме, и сега американската амбасадорка тука се дистанцира од договорот кој бил договаран или така преговаран, меѓутоа во Романија, случај што ви дав, цело време бил амбасадата вклучена, а на Косово амбасадорот после тоа отиде да работи за Бехтел и Енка. Значи, државата е очигледно инволвирана во тоа и Бехтел и Енка е нивна алатка. Како е користат, веќе гледаме. Сега за нив Косово имаше што да ја плати. Така доби независност која беше незамислива пред 1999 година. Што треба Македонија да плати? Има информации, ми тврдат тие што ги објавија дека се потврдени, дека Весли Кларк бил тука пред неколку месеци, не знам кога точно, и истата линија е албанска. И таа албанска линија, по чему, по која логика, велам, прво е надвор од умот да потпишуваш ти договор за избор на патишта, таа е. Второ, надвор од умот е без тендер. И знаете, уште една информација која најдов, али нема повеќе до податоци, и во Србија гради Бехтел и Енка градат, тоа е така наречената Моравска диагонала, или не знам како се вика точно, тамо било со тендер. И тамо нема никакви манипулации до сега. Тендер, али едини бил пријавен Бехтел и Енка. Чим е тендер, ти мораш даеш понуда, која не така е обстојна. Значи, ти прво даваш понуда, која вело дека цените се само начелни, почетни, без никаква гаранција и нема никаква сомнение дека се дуплираат, а договорот е таен. Прво и прашање, прво не може да биде договор меѓу држава и компанија таен, разбирате. После се предомислија дека тоа бил тајно на компанијата.
Каква тајна на компанијата? Што крие компанијата? Може да крие само некои нелегални работи, не може да се крие ништо друго. Таму нема некоја технолошки решение кои дава, па ќе речат да не ги фати некој друг, разбирате. Некој така се обиде да каже дека има тајни кои компанијата не сака да ги чуја други, па не сака да ги чуја други зашто не прават идиоти, разбирате. Така да од кој аспект да го гледате тој проект, никакво оправдување нема, никакво објаснување нема и знаете што е клучно во сето тоа? Клучно е што ниту еден од сите овие правци не е итен. Ниту еден. Јас гарантирам, и знаете, по тоа чепкање по интернет видов дека било уште, не знам, 19, 18, 20 година планиран меѓу клучење Кичево-Гостивар. Така. Тој пат преку 3300 метра над морска височина со снегови, така не е, што се вика, оптимален. Таму беше цело време планирањата на нашиве институции биле на делот од Кичево до Букојчани, разбирате. А не од Гостивар до Букојчани. А сега оди од другата страна. А ова од Букојчани до Кичево, кај што имале и пари добиено и за проектирање, има и проектирано нешто, и имале некој грант од, не знам, 20 милиони евра и така натака, тоа се е фрлено. А тоа го фаќа зајас тамо, тој идол, веројатно ќе растури нешто. Сваќате, така да има веројатно и лични интереси зашто се оди од другава страна. Така, да. Сваќате. А вие да го правите тој правец до Букојчани, и да нема тунел, ние никој не чувме дека има тунел, значи пак ќе оди горе. Чим ќе оди горе, па не е решение, разбирате. Колку и да кошта, колку и да чини тунел, треба да се оди на тунелско решение кој ќе така ќе функционира како што треба. Ели велам, ниеден од тие правци не е оправдан. Меѓу Битола Тврда, меѓу Битола и Прилеп нема сообраќај за автопатско решение. Дури нашава десетка која оди, јас поврзува Европската Унија за Грција, разбирате, нема сообраќај. Ако го гледате сообраќајот, вие исто веројатно знаете, јас често одам од Скопје према Долно Соње, преку Сопишта. Ја ви стврдам дека од Скопје до Сопишта и Долно Соње има повеќе сообраќај колку на автопатот, на десетката. Од Куманово до доле до Демиркапија и Гевгелија и за Грција, сваќате. Значи, а тој е фреквентен, ова ќе биде ова ќе биде фрлени пари, експресен пат кој треба да се одржува, разбирате. И сега меѓу Требеништа, од Охрид до Струга и до Ќафасан, нема потреба од автопат. Прво од Албанската страна нема автопат. Значи, ти колку и да возиш тука, тако ќе доеш тамо, веќе имаш други услови. Велам, нема сообраќај. Нема физибилити студии кои ќе покажат дека сообраќајот е таков и таков. Патот меѓу Тетово и Гостива, разбирате. Таков каков што е. Следните 20 години ќе го задоволи сообраќајот. Може тој најфреквентен во Македонија, ама нема никаква потреба од подигнување на неговото ниво. И велам, све заедно кој ќе човек стави на маса и кој ќе се малце, што се вика, концентрира на анализата, ова личи како на обид да се економски уништи Македонија. Тие дека бидат 1,5 милиарда, а ќе бидат 3 веројатно, Македонија не може да ги врати. Македонија нема теоретска шанса да ги врати тие пари, значи оди во банкрот. И земете уште еден друг пример. Пругата према Бугарија. Пругата према Бугарија не може да биде рентабилна. Разбирате, на времето има студии еден куп во 90-тите години, ја сеќам, јас бев тогаш во Министерството за външни работи, кога почнали блокадата од страна на Грција, налагаше за безбедносно решавање на проблемот на транспортот наш и се појави таа идеја дека тука е излезо да се оди према Бургас, разбирате, и Варна, натак. Меѓутоа, германците тогаш ни понудија 30 милиони марки грант, подарени помош, разбирате, али со еден услов. Владата да донесе одлука со која ќе се врши рефундирање на средствата на транспортните трошкови, на патните трошкови, разбирате, што иначе нема да функционира таа пруга. Сега се оди, што викаат србите, главом без обзира, 600 милиони евра ќе кошта. Кој ќе ги врати тие пари?
Пругата ќе биде, кој ќе ја направат, ако ја направат, Нерентабилна нерентабилна, исто, секоја година ќе фрлате место да ви носи, вие ставате 600 милиони евра место да ви носат, тие треба да носат некој ќар, некој приход. Место тоа, вие ќе треба да го одржувате тој пат, да ги враќате кредитите и секоја година да инвестирате во него. Велам, целта е економски да се уништи земјата и некој тоа од странство го планира, а нашите, да не речам што, тоа не го сваќаат и одат главом без обзир, што викаат србите, во еден пропас, во уништување на државата. Државата е веќе презадолжена, нема веќе простор за ново задолжување, а велам, системот кој се спроведува, Европската Унија тоа го диктира, вели 3% од GDP-то, од БДП-то, бруто домашниот производ, можат да бидат се толерира како буџетски дефицит. Тоа буџетски дефицит значи да трошиш нешто што не си заработил. И за западните земји, американскиот буџетски дефицит е огромен, разбирате. Ама тоа е систем на функционирање на државата и стимулирање на банките. Тие се држави кои можат, најзадолжена држава моментално е Јапонија. Таа има капацитети да ги враќа тие долгови и никому ништо да не биде. Преку 200% е, разбирате, од БДП-то задолженоста на Јапонија. За нив е тоа играчка. И не само тоа, тоа стимулира развој, задолжувањето стимулира развој, ама нека и нас. И сега велам, со една таква политика, а ние с кредитите не ги враќаме, ние само ги репрограмираме. Значи, секоја година ние земаме нови кредити, ги враќаме тие старите, разбирате, и само расте долгот. И едно време Никола Поповски, поранешниот министер за финансии, кога нашиве се фалеа дека зема кредит, односно, како се викаат овие, заем, разбирате, тој заем беше, навистина, пред неколку години, беше ефтин, со никси камати, он вели, сега го земате ефтин, кој ќе го враќате, ќе бидат каматите 5%, не 0,1%. И знаете што е во целиот тој систем со кој ние се сочуваме сега, кој функционира во светот, иако можеме ние не сме свесни за тоа, социјализмот како систем, знаете зашто пропадна? Ради задолжувањето на источноевропските земји. Кога виде Западот дека не може да го тој така наречен комунизам уништи, некаде во средината на 70-тите години ги симна каматите на нула, речи си, разбирате. Сите се залетаа прво Советскиот сојуз, разбирате, и сите источноевропски земји се залетаа и на крај заглавија. И затоа пропадна. Јас ќе ви кажам случајот на Југославија, тоа лично го следев и работе во Министерството на вънешни работи во Белград. Југославија во 75-та година имаше долг од 2 милиарди долари. Во 1980-та година, тоа е 76-та година, за 4 години, разбирате, тоа беше премиер беше Ѓурановиќ, од 2 милиарди порасна 12 милиарди. Сите се залета источноевропски земји, сите капитулираа. Се сеќавате кога се распадна Советскиот сојуз, Русија беше во банкрот, разбирате. И во 90-те години никаде немаше меѓународна сцена. Тоа што го направија и велам, немаше други шанси да се уништи социјализмот, на тој начин беше уништен и ова сега што се прави, Македонија треба се уништи. Првиот чекор беше 1994 година и претходно кој имаше втората која почна грчка блокада на границата, разбирате, која траеше 2 години. Штетите од таа блокада, разбирате, економски на Македонија и ден денес се ги чувствуваме. Иако ние никогаш не баравме ни репарации, ни некаква покритие на тие, тоа беше нелегална политика. Ние се правиме како да ништо не било, разбирате. Така да тоа се движења во светот кои во држава мора да се согледа, да се види во која насока се движи државата и кои ќе бидат последиците. Вака како сме тргнале, не чека катастрофа. Дали се работи во овој случај за еден ефтин пиар на ДУИ? Небадијава, претпоставувам дека Груби го нарече овој проект албански проект бил, не баре само албанците ќе патуваат до Бугарија и Албанија, македонците, србите, ромите, бошњаците, турците, тие ќе си седат на другите патишта, нели? Но бидејќи ДУИ е сега во моментов раздрмана, што би се рекло, расклатена партија, особено од оние огнените
момчиња кои што им влегуваат добро, зборуваме за лица на високи позиции, кои што се сериозен проблем. Директно опасност за кого најголема? За Артан Груби, кој што во моментот така случајно стана носител на проектот наречен Утопија, да не го речам овој на Бехтел Јенка или Коридорот 8, кој што ќе биде тотално неисплатлив за Македонија или сите тие работи. Дали сега ДУИ, која што како и секогаш, која ги држи СДСМ за она што не треба, нели, фатено, сега повторно стиснале таму каде што не треба, за да мора да се направи ова на тој начин, без тендер, во 4 очи, неверојатни суми кои што ќе станат 2 пати сигурно уште поневеројатни, со 60 часовни работни времења, со минерални ископувања, било што ќе најдат по патот да се биде нивно, дури имаше за археологијата, па видоа дека претераа, па се повлекоа, нели, од тоа. Абсурди. Да. Дали за сето ова стои една партија која што е според многумина таа партија најголемото зло за Македонија, не за македонците, и за македонците, и за албанците, затоа што штетата што ќе биде нанесена во низа, зборуваме, не зборуваме само за Бехтел и Јенка, туку во континуитет, ќе биде и за албанците, и за македонците, и за сите останати. Видите, ако еден таков проект, кој велам е наметнат, измислен, нелогичен, неприроден, штетен. Една компанија американска, зад која стои владата, бидеме американска, на директен, индиректен начин, на лична основа со амбасадорите и амбасади, така натака, не е воопшто битно. Американската страна стои за тоа, работи за американска компанија и тие ќе поддржуваат и без да имат било каква врска. А овде сепак има и нешто повеќе од тоа, бидејќи тие споведуваат американска, како што се тие војните ветерани кои ни ги пратија тука и на Косово и кои на крај ни донесоа и војна и така натака и така натака. Тоа е све американска државна политика, тоа мора да се знае. Второ, а зашто да биде Артан Груби носител на тоа и тој да преговара и да подпише договор? Зашто? Што знаете од градот? Прво, не е негова должност, не е негова работа во владата, разбирате. Значи, имате министерство, имате премиер, врски, така. имате премиер, тоа треба да држава, ако се оди на ваков начин, нелегален, штетен, коруптивен, по сите показатели, разбирате. И не може тие што вика дека скапеме во затвор, не може да зема директно тие пари од тука. Има начини, разбирате, после 10-20 години, странски сметки, разбирате, так. Благодарност, услови, консултантски услуги и така натака. Тога има чудо начини, така да све тоа мижете мамам, разбирате. Така да, зашто со албанската страна во владата? Дали ова веќе федерација и на тој начин? Се наопаку. Све е надвор од нормалата, све е надвор од законите, од уставот, од праксата, све е надвор. И се ќе кажеме на работа, дека не е ништо случајно. Писмото. Так. Кога се јавува писмото? Кога Бехтел и Јенка доминираат со такви осуди оправдани, се појавува писмо, последниве 2-3 дена Бехтел и Јенка ги има во медовите. Симнати долу. Ги нема. Дали, веќе сам прашал гласно, дали е тоа писмо... Дали може би е дефокус? Дали е тоа... Класичен дефокус е тоа. Дали е тоа писмо случајно пратено, или е намерно пратено, бидејќи, од крајна линија, кој е жртва на тие, велам, невидени манипулации од двете страни, на крај јавноста се врти против Америка. Зашто Америка не прави, да речам, забегани и си игра мајтап со нас, ваѓате. Се тоа се прави. Е надвор од умот, неприфатливо по ниедна основа. Она, со тие 60 сати, разбирате, работна недела, тие се, оние на маргините работи. Она со, нели, контролата, односно, супервизијата со тие така, што произведуваат, да простите, гашти, разбирате, и така натака, само му даваат еден шмек, еден фил на тортата, која е целата рѓосана, која е целата гадна, разбирате, неприфатлива, смрди, реја невидена. А скапа? Не скапа, него велам, целта е, јас сум во тоа убеден, кој ќе фрлите све на маса, тоа е најдобар и најлесен начин, така пропадна социализмот, та најлесен начин да државата е фрлите на колена. Чим државата стана, паѓа во, нели така, во колапс, паѓа во банкрот, таа веќе нема, сакам не ќем, разбирате, таа станува
нешто што сите ја шуткаат, разбирате, и прават со неа што сакаат. Тоа е целта. Една работа што се случи во меѓувреме, додека сите бевме преокупирани со Бехтел и Енка, после дојде писмото, како што кажавте, се случи еден, да не речам, спектакл, ке рече некој, другите ке речат скандал во Дипломатската академија во Виена, каде што еден балкански премиер со еден речник на кочијаш, да не речам, и со еден акцент на пакистански таксист во Њујорк, држеше еден говор во кој што ни помалку ни повеќе изјави така остроумно: предизвиците ги решаваш со разум и со, нека ми прости аудиториумот, мадиња, тести си, изберете сами, болс го кажа на англиски, значи да. предизвиците ги решаваш со разум и со тести си за носење одлуки. И стана таче за да го види Виенска сала. Еве, вие како долгогодишен дипломат, зборуваме за Дипломатска академија во Виена. Тоа не е шега, нели? Доаѓа еден премиер, знаеме како избран и зошто избран, и ги кажува овие работи. Дали тој сакаше да направи дигресија, можеби од Бехтел и Енка и од сите глупости, па со тоа што го тресна, но сепак зборуваме за еден несоодветен вокабулар и за еден скандал од еден премиер. Видите, видов Колку и да не македонски, да. дел од неговата дикција на тоа интервју. Видите, дури ова што го кажа со болс и така натака, јас мислам дека е најмалку страшното. Тој тамо се однесуваше како некое ситно бирократче во некое село, како што на времето онај другиот изјавуваше дека ќе јаделе луѓе, живи луѓе, Да, и тој викаше Have a New Year, така честиташе, има и нова Тоа година. башка, иначе неговиот англиски кој имаше интервју на косовска телевизија, беше да слушаш и да се И смееш. српскиот беше подобар. Српскиот Бугарскиот беше беше тука. сепак можеби Добро, најдобар. велам, таа се веќе, да речам, други димензии, али ова беше не премиер, вратарот од владата, да даваше интервју, јас мислам ке беше посоодветен, посмирен, подостоинствен, пологичен, поинтелектуален. Тоа што го видов јас беше страшно. Дегутантно. Дегутантно и велам, овој ги тргам настрана. Да. Тоа веќе, мислам, надвор од умот е тоа да такво нешто кажеш ти, тоа во најзафрленото село да држиш говор, мора да водиш малце сметка, разбирате, ти си сепак премиер. Велам, знаете, тоа е нивото. Знаете, не може некој што паднал од Вселената одеднаш да се претвори во државник, да се претвори во, не знам, во некој достоинствен носител на функцијата. Не може. Знаете што прават во Британија? Во Британија, прво, како подсекретари, државни секретари, тие подсекретари ги викаат, разбирате, ги шетаат едниот истиот во 3, 4, 5, 6 министерства, разбирате. Од кој ќе го помине тоа, оди помошник министер, односно заменик министер. Претходно може да е помошник, па подсекретар, вртат, така да после доаѓа заменик министер и на крај станува министер. И он ќе дојде министер. Целата влада има во рака, разбирате. Он е способен, спремен, подготвен да донесува решение од секој аспект, разбирате. Каква е една ситуација? Има луѓе кои влегуваат во владата, кои добро да не знаат што е тоа влада, разбирате, кој е одговорност. Црпнати од некаде, така. Македонскиот принцип на функционирање во Црпнати власта. од некаде, разбирате. Така да, тој интервју што го спомнавте, велам, она што го видов јас сегмента, една секвенца од тој разговор, беше страшно. Надвор од изразите кои ги потреби. Начинот на кој зборуваше, дикцијата, разбирате, Акцентот беше страшен. велам да го оставеа вратарот од владата, јас мислам дека човекот кој да е, ќе беше поумерен, поадекватен, посимпатичен, ако сакате. Дали сепак и покрај се, од ова не интервју, обраќање беше ова, нели таму негово, дознавме нешто што не знаевме дека Ковачевски го поседувал, се вика храброст, бидејќи од предходното му, нели, досие, да не речам животопис, такви работи многу не се изнагледавме. Дали може би некој ги изврти вредностите како што се извртени, ова е она превртена психологија, предпоставувам, кога
да го предадеш, да не речам, собствениот народ, да му смениш историја, да удриш по неговите револуционери, светци, да го маргинализираш, да го направиш да биде граѓанин македонецот во собствената држава од четврти, не од трети ред, нели? Да го тргнеш сето она што претходно некој правил, да уриваш, уништуваш. Дали тоа е новиот поим за храброст, бидејќи болс во превод треба да имаш и храброст, нели? Не, тоа треба да имаш примитивност, да имаш недокваканост за таков израз да употребиш. Видите, србите имат еден прекрасен израз, вика, чега се паметан стиди, будала се дичи. Со тоа што паметниот од тоа што паметниот се срами, со истото будалиот се фали, разбирате. Точно тоа се случува кај нас. Ти да се фалиш дека си ја прекрасил државата. Така. Па неговиот претходник имаше кажано. Тој што ќе ја прекрсти државата, тој не знам ќе го униш народот, ќе го згази, разбирате. Самиот кажуваш. Јас им напишано одавна велам. Тој што ќе се осмели да таков чекор преземе, не само историјата, него народот ќе го згази, разбирате. И тоа се случи без никакви последици, разбирате. И вие со тоа да се фалите, ама ќе се фалат, немаат ништо друго. И која е нивната главна поента? Цел свет ги поддржува. Па цел свет ги поддржува, што решите нивни проблем, не наш. Так. Нас не заглавивте, разбирате. Ја уништивте македонската нација. Со договорот од Нивици, разбирате. Македонскиот народ веќе не постои. Сега начин како тоа ќе се рефлектира со време во странство, веќе не може да бидеш македонец. А во земјава, знаете, полека со време и тоа ќе се згаси, ќе се избриши. Као што нашите истата судбина ние доживаме секако нашите и во Пирин и во Егеј. Разбирате, на времето нема право да бидат македонци, не ги признаваат и ден денеска, нема право да користат својот јазик и полека тој се асимилира, се губи, истото кај нас ќе биде. Ако јас излезам во странство, а не можам да кажам со македонец денес. Или си северџан, или си северно македонец, македонец нема. А не само тоа, ако ќе дојат преговорите, дај Боже да дојат еден ден, али во нормални услови, што мислите, Грција и Бугарија ќе пуштат како што е до сега? Ова што е сега ќе биде нешто незамислива премија за нас. 1000 работи ќе ни скинат, разбирате. И тие се спремати чекаат. Во Грција нема ниедно најминимално нешто од договорот од Нивици спроведено. Ништо. Тие го игнорираат тотално. А имаат барања, разбирате. А кај Бугарија, нас Прлиња поред Магаре направија се што не треба. се што не треба и прават. Да. Цело време прават, Табличките се разбирате. наредени. Прават, разбирате. Табличките, што ти не разбирате, да. документи и така натаму. А тие нема Треба- сменето еден знак. Треба Така. точно. И треба се каже дека ситуацијата се промени. Зашто нас ни дадоа да влеземе во НАТО со Нивици? Затоа што беше американски интерес. Наш интерес да влеземе во Унијата. И тоа треба се поддржуваме, и тоа не под вакви услови, разбирате. Значи, ние де факто следиме што другите ќе ни кажат, не држат за уво, разбирате, и ни прават што сакаат, а ние молчиме. Ова политиката која спроведува Македонија во однос на Бугарија последниве 5-6 години, капитулантска, предавничка, уништувачка за македонскиот народ и никому ништо. Тераат по своје, разбирате, и мислат дека така треба. Имаме уште многу теми за отворање. Начнавте дел од нив, ке зборуваме за Бугарија, за уставните измени. Вие бевте со нашинците токму во Бугарија на честувањето на Јане Сандански. Да. Ке зборуваме и за тоа ситуацијата каква е со нив. Имаме уште многу теми за отворање. Имаме интервју со амбасадорот Никовски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Имаме интервју со амбасадорот Ристо Никовски. Бидејќи сте сам, вие сте за Македонија и против душманите на Македонија. Така се договоривме, нели? Душманите во Македонија се во голем дел во самата Македонија, за жал, и меѓу себе треба да расчистуваме, да правиме една катарза, зашто најстрашни се болестите од самозависност, Да. а токму такво нешто, низ таков период ние поминуваме. Се што ни се прави во последно време. И не само последно време. Од нашите си Овие патиме, 30 години патиме од собствените грешки, собствените заблуди, собствените недоветности, разбирате. И ако вака продолжиме,
Не ни е, алот ни е во кало, че викаат во Ресен. Така. Вие бевте деновиве во Бугарија, бевте на честувањето на Јане Сандански таму, имавте и обраќање пред нашинците. Каква е состојбата со нашинците таму? Се уште ли се случува она што се случува последниве, да не речам 70 на 80, 90, колку ќе дојдат сега и многу повеќе години. Да. Така што од она што го слушнав од Стојко Стојков, изјавите негови и се дека не престанува таа тиранија буквално бугарска, тие притисоци врз македонците, македонштината, македонизмот, како што милуваат да го наречат, нели, најголемото нивно зло што било. Како поминавте во Бугарија? Видите, прво, добро е што нашите се уште тамо претаат, да така кажеме. Секоја чест на храброст. Секоја чест е. Прогонот продолжува, уште позасилно колку порано. Тоа е просто неверојатно, разбирате, затоа нашава држава молчи, ништо не превзема, игнорира, да кажам дека никој од Скопје, од официјалните лица, сите беа поканети, не дојдоа таму. Ја немаше ни македонската амбасадорка, веројатно имаше поважни работи, нити некој да пратеше од амбасадата, разбирате. Меѓутоа, клубот Никола Вапцаров денеска валда ќе излезе веројатно или утре ќе излезе со едно соопштение со датуми што прво судот ги забрани, се жале, ПАФ го забрани клубот. После тоа го вика председателот Атанас Мазнев го вика на испитување. Други луѓе повикуваат. Слушате, еден терор политички невиден, нашава држава нити се интересира, нити реагира. Сваѓате. Народот се собра, луѓето се труда тамо, направена убава манифестација, разбирате. И само една партија на дојде на честувањето, никој повеќе. Тоа игнорираш еден од големите македонски дејци. И да се разбереме, и мора се каже дека овој пат бугарите беа толерантни. Јас сум бил повеќе пати порано, пред доста години. Тие паралелно пуштаат нивни да играат со знамења бугарски, да го пореметат настанот. Сега беа толерантни и околу паркинг, околу возилата, и на граница све. Велам, меѓутоа, овој Јане Сандански не е нивни интерес. Затоа што Јане Сандански е неспорен, секојаш бил за Македонија. А на сите други, разбирате, кои живееле во такви услови, кои немале никаков друг начин и морале да се пишат дека се бугари, дека велам, јас секогаш го кажам примерот на мојот татко. Студираше во Белград, беше Чирило Николич, никогаш немаше врска со Србија, ти беше србин, се пишуваше србин. Напише на Македонија, ќе го стават на факултетот. Па, ако е по прашање иднината да студираш и да не студираш, да останеш на улица, тоа ќе напише дека си кинес, и турчин, и било каде, разбирате. И се да го фатат досието на татко и речат, татко ти бил србин. Не бил србин, разбирате. Денеска имаме колку илјади бугари во Македонија. Така, кои што се пишани заради економски бенефит. А тоа е башка, тоа е занимање. Тоа е веќе занимање, разбирате. Така да велам, трагична е судбината на тие луѓе. Страф имаат. Сега им откажа на клубот, им го откажа просторијата, под директива на власт, разбирате. Никој друг не им дава просторија, разбирате. Се плашат. Се плашат. Народот, значи, тој страф кој го има за време на комунизмот на Живков, разбирате, се повторно се враќа и со позасилена сила. Па кршачите правеа тебе турнеи со денови после откако го искршија клубот, јавно, најнормално, кана се тераа судски процеси и се тераат се уште за такви работи. Велам, ќе биде сега соопштение со датуми што све, какви пречки, какви проблеми има раководителите на клубот. И тоа во една Бугарија која е членка на Европската Унија, да е тоа во и на Советот на Европа каде што има 15 пресуди, така кои што стојат во фиоки. Да, од 17 има вкупно, разбирате, и никому ништо. И дури кога се расправа за тие пресуди во Советот на Европа, разбирате, македонски дипломати се повлекуваат, не се таму. Место да тропат на маса, да галамат, разбирате. Тоа е велам, тоа е политика. Николовски го поттикна тоа прашање повторно. Мислите дека ќе имат некаква
нешто разрешница од тоа. Европјаните се свесни, да не се лажеме. Тие многу добро знаат. Ја Све чуваат Бугарија исто така заради приказката со Украина и тоа го знаеме, но нели, И со ќе Русија дојде ли исто време да така. се тргне таа работа од дневен ред, бидејќи постојано доаѓа и се трга, ама под маса, нели? Видите, има очекување дека некаде во септември кој ќе има Совет на министри на Советот за Европа, дека ќе има сериозни чекори против Бугарија, дури има најави дека може да исклучат од Советот на Европа. Али, да знаете, тоа се координира, има центри кои ги водат тие работи и, велам, клучно е што ние, како заинтересирана страна, тоа се наши луѓе, нема никаде. Ние сме тие што треба да тропаме на маса, да пишуваме писма, ова што го прави сега клубот и Атанас Мазнев што го прави од клубот Никола Вапцаров, треба ние да го правиме. Државата треба да во Советот на Европа, во Европската унија, на секаде, на сите членки, да пишува, да дава аргументи, да бара она што ни припаѓа исконско и што е универзално право. Наш нема никаде. Самиот факт на чествување на денот на смртта на Јанес Сандански, да нема никој од амбасадата, па ја да сум министер, утре ќе ги вратам, ќе ја затворам амбасада, таква амбасада не ни треба. А што улога има тоа? Добро, тоа е директивата на Бујар Османи, тоа не е јасно. Али велам, ако ние дозволуваме така да се постава, ако дозволуваме да нашиот амбасадор игнорира македонството во Бугарија, па да не речем што држава е тоа? Тоа држава која не заслужува внимание. Денеска сме 1 мај за 3 дена, имаме честување големо. Зборуваме за 120 години од смртта на Гоце Делчев, таткото на нацијата, на современата македонска нација. Символот на македонизмот. Символот на Македонија. Очекувате да се повтори она што се случуваше за 151 годишнината од неговото раѓање, она затворање на Свети Спас, домот на местото на неговото нели вечно почивалиште, кој што рекоа СДСМ спомен собата што тресе зелени. Очекувате да се случи истото, да затворат, да пуштат хеликоптери, да направат една драма или конечно ќе се вразумат, ќе опуштат македонскиот народ. Тие провокаторите нормално не треба да ги сопрат, но македонецот конечно да може да се поклони пред вечното почивалиште на таткото на нацијата. Јас имав поинакво мислење кога тоа што направи полицијата, дури јас им честитав. Тоа да, ама за полицијата да. Затоа што не за затворањето. Ако не го направева тоа, може да испадне судир, да имаше тако што бугарите дојдоа. Но тоа е на границата моментот. Некој ги прво ги спречи, што беше важно, така да тука не дојде никој или многу малце дојдоа, така да го спречи, иначе да тие помине на границата, така полицијата вела и одлично апсолутно подршка, да. Сега веќе бугарската страна се изјасни, виде дека тука нема ништо и дека посебно ќе славиме, ќе го одбележуваме, ќе одбележуваме тој ден, разбирате. Така да и рече дека министрот нивни привреме дека инсистира да не се одоаѓа во Македонија, дека тие тамо ќе организира. Добро, ке се јават оние провокаторчињата, нели, од и да се јават таквите, тоа веќе не е проблем. Маргиналците што ги вика. Да, ама тоа ќе биде на граница, пак треба да ги спречат. Тебе државата е систем, државата е држава. Држава која има институции, која има моќ, разбирате. И ако таа не се брани, ако таа дозволува да не газат тамо да не кажам пет парат чивчи, разбирате, толку не треба повеќе, сваќате. Така да мислам дека нема да има инциденти, бидејќи Бугарија е свесна дека тоа не води никаде. Меѓутоа, кога веќе го спомнавме тоа, треба јасно да се каже дека Гоце Делчев во ниедна димензија не може да биде заеднички херој. Така. Тој или се борел за бугарска Македонија, што е надвор од умот и што апсолутно не е точно, или се борел за слободна наша Македонија. А ако е така, тој бил душман на бугарите. Така. Не може да биде пријател нивни ако се борел за македонска Македонија. А не може да биде нашиот народ никогаш не би го одбрал Гоце Делчев за символ наша држава да работа за Бугарија. Мислам, така. Ако ти прифатиш да го славите заедно, тоа прифаќаш дека сме бугари. Значи, прифаќаш тој символ кој апсолутно е јасно од сите, иако пишувал, веков, мојот татко пишувал дека е бугарин, што да пише?
живее во Бугарија, работи како бугарски учител, разбирате, иако води македонска револуционерна организација и е македонски револуционер, разбирате, он морал да живее од нешто. А ако тамо се напрчал и се ударал во град и јас сум македонец, јас сум македонски револуционер, ќе му симнали главата у тредента. А тоа не е паметно, разбирате. Како викате на мисла убава, вика има храброст е, вика, да го натераш противникот да погине за неговата држава, не ти за својата, разбирате. На тоа се сведува, сваќате. Така да, апсурдно е, надвор од умот е да се дискутира за Гоце Делчев. Тој може да биде или за Македонија, или за Бугарија. За двете не може да биде. А нашиот председател изјавува дека, и премиер изјавува дека тој е херој на двете држави. Како херој на двете држави? Да. Не можеш да бидеш ти херој и за фашистите и за партизаните. Не можеш. Да. Или си за фашистите, или за партизаните. А он бил северна логика некоја. А он бил за партизаните, он бил за Македонија. Велам, да појдеме од тоа дека македонскиот народ никогаш не би го избрал Гоце Делчев и не би го славел во Бугарија. Постарите генерации не чуле за Гоце Делчев, не учеле во школа. Нашите партизански одреди го носеа на неговото име. А ние од деца сме растеле со Гоце Делчев, разбирате. Така да, македонскиот народ, еве само тој факт да го земе, никогаш не би избрал некој кој не бил македонец, кој не бил за македонската кауза, кој не бил за македонската држава. Велам, така да, тоа е надвор од умот, а цело време на маса и на комисиите, измислени никакви, разбирате, и цело време со тоа се манипулира. А нашиве, кои треба да ги бранат своите интереси, дават изјави кои се идиотски, кои се изјави надвор од умот и за кои треба да одговарат еден ден. Државата повторно нема да даде денар што се вели за прославата, исто како што беше, односно за честувањето нели на 120 годишнината, истото го направија за 151 годишнината и за 150 годишнината од раѓањето, кога самите професори по историја од институтот и слично си собираа пари за да направат нели случувања, тоа го правеа и политичките партии со нивни трибини, зборуваме за ВМРО и коалицијата, државата повторно не и сега нема да даде, како што вели Гоце во една од неговите непознати мисли, не познава народ освен македонскиот кој што повеќе пати нели од сопствените предавници, така. Но еве работата си тече во државата гледано, тие немаат проблем со ова, не даваат денар за ништо, но затоа па даваат многу пари за други работи. Имаме едно скапо платена комисија, односно ја нарекуваат работна група за уставни измени, која што наликува повеќе на некој месен одбор на СДСС, без тоа мато, нели, и ДУИ, луѓе собрани на едно место кои што треба да менуваат устав, а при тоа знаат дека немаат мнозинство во парламентот за сето тоа, но така орно, фатени, платени си го прават тоа. Како гледате на ова комисија за нели уставни измени? Само два збора претходно за Гоце Делчев. Наградата Гоце Делчев ќе 2 години се доделува, разбирате. Затоа што да не ги навредат бугарите. Да не ги навредат бугарите. Страшно. Имаше книга на Блаже Миновски која беше одбиена од Министерството за култура, за Гоце Делчев и неговата љубов и така натака, што е дел од димензија од таа личност, со длабоко истражување на почитуваниот Блаже, разбирате, не му даваат него помош, односно не партиципираат во трошковите таа книга, а партиципираат, кои ќе видите што е на таа листа на Министерството за култура, тоа да те заболи глава. Културни работи. Иначе во врска со ова прашање, разбирате, знаете, самиот одговараш за се. Ова што се прави со промената на уставот, се е нелегално. Се е антиуставно. За да почне процедурата, постапката, треба предлог од владата, председателот, 30 пратеници или 150 луѓе. Таков предлог нема. Разбирате. Кој ќе се направи таков предлог, после доаѓа одлука на собранието со 2/3 да почне постапката и процедурата за промена уставот. И тоа го нема. Трето и клучно, во собранието има 21 комисија. Број 1 е Уставната комисија. Каде е таа? Таа уставна комисија не е за организација на спортски надпревари. Таа комисија е за уставни прашања. Ако ти го допираш уставот, таа комисија мора да биде на чело. Сите
подготвителни работи, од кои ќе се направи прво предлогот на владата и на другиве, од кои ќе се донесе одлука за почнување на процедура, таа комисија настапува. И ако таа комисија има, ќе бара експерти, ќе бара соработници, консултанти, што сакате, организатори, што сакате, разбирате, таа комисија. Ова све е нелегално, све ова направено по нечии кејф, кој ја игнорира државата како субјект, разбирате. И како што знаеме сите, во таа комисија има важно представник на Министерството на дворешни работи, тој ќе им кажува какви се уставите во Франција, во Германија, веројатно тоа друго, што друго би кажал он, разбирате. Он преку ќе совере валда преку дипломатите, карактеристиките. Велам, правам шега на една сериозна работа, али затоа, нели така, бидејќи се работи за Бугарија, на дворешно политичко прашање, а кога ќе на дворешно политичко прашање, ќе го менуваме уставот по диктатот надвор. Тоа е срамно, понижувачко. Иако не е прв пат, исто се случи со Нивици. Во Нивици странци преговараа, нашите преговараа со странци околу нашиот устав. Чекајте, тоа е предавство. Затоа се оди на гилјотина, разбирате. Кај нас тоа го нема. Значи, таа комисија е тотално нелегална, разбирате. Таа комисија нема никаков легалитет, разбирате. И таа комисија, де факто, работи под закон, надвор законот. Значи е неприфатлива. А велам, суштината дека ние го менуваме уставот под барање на друга држава, тоа е веќе покажува дека ние не сме ни протекторат, туку територија. И јас тука има да не цитирам изјавата на Радев, бугарски писателка, ако Македонија не го смени уставот, нема членство во Унијата. Кој си бе ти? И нема реакција од наша страна, разбирате. И реакцијата не треба да е само нему, треба да се каже на Европската Унија. Ви се молиме, малце овој забеган политичар, ставите го под контрола. Тој сепак е ваш член таму, зборува и во име на Унијата. Знаете, секоја членка на Унијата, кога се појава било каде, сите го носат и знамето на Европската Унија. Значи, тој е нивни член. И никому ништо, разбирате. Така да, се што се случува е срамно, а основното прашање кое треба да се постави, добро, Бугарија постави како ултиматум промена уставот. Зошто? Бугарите во Македонија, сите знаеме, ги имаат сите права кои следуваат. Дури Ескобар рече, Македонија мора да го промени уставот, мора да промени преамбулата, рече, и да ги стави бугарите како конститутивен народ. Чекај бе, кој си ти? Оние кои што цела историја се против нашата држава, треба да ги ставиме како државотворен народ. Ама видите, тоа е и целта. Тоа е целта. Затоа што и некои идиоти во оваа држава, нека ми простат низот, дали тоа се идиоти или да не речам што, тврда дека чим ќе ги ставиме бугарите во нашиот устав, значи, а има и македонци, сме го решили проблемот. А бре, идиоти ни едни, па ние не ги игнорираме бугарите, тие нас не игнорираат. Да бугарите ги несат македонците во нивниот устав, завршен приказ, и нема веќе проблеми да има. Ова, само ние отвараме простор. Те велат, нема македонци, нема македонски народ. Тоа, како што пред малку кажавме, со текот на време, ќе не бришат нас, разбирате. Не анулираат, не разнебитуваат. И кои се во уставот? Тие ќе инсистираат на македонски бугари, не заборавајте, ова уште е предигра. Бугарите ќе така, нема ли македонски бугари, не прифаќаме таква промена на уставот. Но кажа и самите дека ова е најлесното нешто што следуваат уште многу други работи. Не се лажеме, ова е секој што го следи, тоа му е јасно. Да. Ова промена на уставот и да е наивно, а не е наивно, разбирате. Зашто они го представуваат како нешто наивно, напротив. Утре ќе речат, ова е бугарска, втора бугарска држава. А велам, тие ќе инсистираат на македонски бугари. Да. А што сте вие и јас, македонски бугари? Чим ги внеса тамо, за нив сите ќе бидеме ние македонски бугари и втора бугарска држава. Ако нашиве, иако одлучно рекоа дека такво нешто не доаѓа предвид, да видиме. Бугарите ќе речат, или ќе бидат македонски бугари, или при промената на уставот не важи. И што ќе правите после тоа? Блокадата продолжува. Така да сме доведени со наша глупост, со наша неспособност, со наша, да не речам што друго, пострашни работи, во еден безизгледен тунел, разбирате,
каде само ќе паѓаат камења на нашите глави и ако ние не тропнеме на маса, и ако не тргнеме во една радикална промена сите случувања, нема никаде да стигнеме, ќе пропаднеме во еден длабок амбис. А решение Така тоа сакав да ве прашам за крај, има ли излез од оваа ситуација? Има Или штетата апсолутно е премногу што е направено? има излез Премногу, апсолутно. И знаете, прво и основно е Бугарија и следните 50 години нема да ја промени својата политика. Тоа значи дека нема македонци, нема македонски јазик, историја и така натаму и така натаму. Следниот милениум да биде. 50 години минимум. Так. Ако е така, тоа значи дека Бугарија нема под никаков услов да не пушти нас во Европската унија како македонци, македонски јазик, иако разни глупости се зборуваат наоколу и тоа од врвни луѓе, разбирате, со македонска историја. Нема да не пушти. Ако е така, значи ние губиме време, се вртиме во еден магиосен круг и никаде не одиме. Заради тоа, а која е причината за тоа? Бугарски договорот за непријателство, Така. кој е страшен, али е многу по-благ и по-благонаклон отколку двата протокола што ги Така, подпиша и францускиот предлог. Димитров и Османи. Ако не ги откажеме тие три документи, договорот за непријателство и двата протоколи кои се подпишани од двата министри, и да почнеме нов процес на преговори со Бугарија, Македонија никогаш нема да стане во Европската унија, или ќе стане да нема македонци, да нема македонски јазик, историја и така натака. Зашто Бугарија нема да не пушти така. И ако почнеме од почеток, ако ово откажеме, разбирате, ништо нема се загуби. Европската унија нема да се шири следните 10 години. Јас имам тука цитати, може да ви кажа Макрон што вели, разбирате. Нема. Прво ја променија процедурата за прием, нели така? Ја променија и знаете, која ја чита малку подлабоко неа, ниедна од овие држави од Балканов што стана 6 не може да се квалификува за членство. Второ, разбирате, направија европска политичка зона. Значи, нема, ќе пуштиме таму, разбирате. Прием нема да има, ова ќе биде утешна награда, а наше да сватиме дека имаме време, да ги средиме односите со Бугарија, не на реципрочна основа, кај што македонците во Бугарија ќе имаат свое сериозно место, не може во дипломатијата да правиш на реципрочна основа ништо. Основното правило на дипломатијата е реципроцитет, разбирате. И ако почнеме така, Европа ќе има разбирање. Ако ние кажеме има македонци во Бугарија, сите го знаат тоа. Бараме за нив права, на бугарите ќе ги напишеме во уставот и први ќе ги напишеме. Разбирате? Ама ако има македонци во Бугарија, проблемот веќе не постои. Разбирате? Затоа да бидеме јасни, клучен проблем за бугарите се македонците во Бугарија. Ако нема македонци овде, а тие го игнорираат тоа, не може да има ни таму, разбирате. Така. Тоа е играта. А ние како слепи некои кои ни гледаат, ни слушаат, и слепи, и ќори, и глуви, разбирате, туркаме по нивниот дневен ред, по нивнијата стратегија и излегуваме смешни. Затоа, клучно е Македонија подитно да ги откаже овие три документи, да почне ново преговарање и Унијата ќе има разбирање. Ќе скокнат сите во почеток, зашто ние со начинот на кој постапувавме францускиот преговор ги решававме нивните проблеми. Ако не постапиме поинаку, ако не постапиме одлучно, Македонија никогаш нема да стане членка на Унијата. Ви благодарам што бевте мој гости. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.